Растот на починати од COVID-19 е светски тренд. Се правда министерот за здравство Венко Филипче. Откако Македонија се најде високо на листата европски земји со најголем број на починати од коронавирус. Но доктори се погласно алармираат оти растот на смртни случаи може да се должи на погрешниот пристап во лекувањето. Филипче признава, единствен алгоритам за лекување не постои никаде во светот, но вели протоколите тековно се усогласувале. Имаме пристап да воопшто не се препорачуваат лековите кои што не се докажани дека помагаат за оваа болест. Дел од лековите за кои што се дискутира се практично лекови само за болничка употреба, а за другиот лек, тоа е фавипиравирот, има на 30 студии кои што се уште не се завршени. И во таа смисла матичните лекари постапуваат според клиничката слика и состојба. За оваа болест едноставно не постои алгоритам во светот кој што треба да се прати. Тоа ние го гледаме и кај пациентите кои што се лекуваат преку матичните лекари и тие во болнички установи. Дека постои опасност од грешки во лекувањето неодамна алармираше микробиологот Никола Пановски. Преку личен пример тој посочи на неконтролирано препишување на повеќе видови на антибиотици, кои наместо полза можат да направат непоправлива штета по здравјето на пациентите. Пановски се сомнева дека зголемениот број на починати може би се должи на фактот што лица кои се лекувале во домашни услови и покрај благите симптоми добивале двојни дози на антибиотици, па поради тоа завршувале во болница. Матичните лекари признаваат дека строги протоколи за лекување на ковид позитивни пациенти нема, а докторите апелираат до Министерството за здравство итно да објави алгоритам за лекување. Во меѓувреме министерот смирува. Притисокот врз болничките капацитети вели се намалува, а бројот на ново заразени бил под контрола. Смета дека сега не било време за воведување на рестриктивни мерки како што е полицискиот час. Оти сегашните мерки за заштита, вели, дале резултат.